Просечната месечна исплатена нето плата по вработен во земјава е 23.850 денари и е нешто повисока од лани. Сепак, иако повисока, таа се уште е помала од потрошувачката кошница која изнесува 32.470 денари. Што значи, за да си ги задоволиме најосновните потреби месечно, ни фалат само 130 евра. Но да не должиме. Јели Салфета излезе на терен и ги праша граѓаните. Што мислат за потрошувачката кошничка? Тој што ги прави тие кошници, ама види да видиме дали исто може за мене да биде кошницата како за тебе. Ама погледни во очи само, разбираш, ништо не барам поише. Што мислите за потрошувачката кошничка од Завод за статистика? Статистика, што има? Зошто со инсинуација нешто за статистика сега ти тука? Што статистика кога нит се правел попис, нити некој знае што статистика, нешто 25%, некој бил више, некој мање да бил. Нека ме статистички. Значи 47% за храна и за пијалоци, 7% за хигиена и 3,3% за култура. Жити све. Парите од тутунот, кој ќе ги дадат? Кој ќе ги врата парите од тутунот? Тоа да ги преште. Тоа е потрошувачка кошничка ќе ми правите мабет тука мене. Мора баланс да се најде. Не е проблем, ние све ќе прифатиме, само името да не се смени. Кошница да земат и да се ја пикнат у газ. Ја така ќе им кажем, ја се изгубат од тука, ненормални. Брзо да ти кажем, 3 сати веќе сум излезен од администрација, уште 1 сат имам пауза. 3 сати. Океј. Дали ви стига платата за потрошувачката кошничка? Јас би ти одговорил стварно брзо, катастар, УЈП, МУЈП, едно друго. До сега ќе ми го одговоравте прашањето. Нареден пат смешни сте, иначе топ.